Скоро цела недела состојбата со коронавирусот во Кочанскиот регион е непроменета. Во изминатиот 7-дневен период нема евидентирано ниту еден оздравен од петмината активни пациенти, но поволен е и фактот што нема ниту ново заболени или позитивни. Тоа значи дека бројот на досега откриени активни на COVID-19 останува на 31 лице. Според информациите од Министерството за здравство, во изминатите 24 часа Институтот за јавно здравје регистрирал 24 оздравени пациенти на ниво на држава. Од нив 12 се во Скопје, 7 во Прилеп, 3 во Тетово и по 1 во Кавадарци и Пехчево. За жал починати се и 3 лица. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје починала пациентка од Прилеп на 59 години, која била хоспитализирана на 7 мај. Во општата болница во Велес починал пациент на 76 години, кој бил хоспитализиран на 6 мај, а пациентка од Тетово на возраст од 68 години починала на пат кон инфективната клиника во Скопје. Во изминатите 24 часа биле направени вкупно 309 тестирања, а потврдени се 20 нови случаи на COVID-19, од нив 10 се во Скопје, 5 во Прилеп, 4 во Тетово и 1 во Велес. Во болницата во Штип хоспитализирани се вкупно 6 лица, од нив 3 се од Кочани, а уште еден пациент се следи на домашно лекување. Општина Виница го почна проектот за реконструкција на старата киносала како една од капиталните инвестиции во која вложува 15,5 милиони денари. Средствата се обезбедени преку програмата за регионален развој на Министерството за локална самоуправа, односно од Бирото за регионален развој, а носител на проектот е Центарот за развој на Источниот плански регион во партнерство со локалната самоуправа. Предвидени работи: рушење и демонтирање на постоечките елементи и опрема, реконструкција на фоето заедно со тоалетите, замена на обработките на зидовите, плафонот и подот, изработка на комплетно нова конструкција за сцената, ќе се додаде просторија со тоалет за изведувачите, во просторијата за светло и тон ќе се направи нова подконструкција со под, поставување на нова внатрешна и надворешна столарија предвидена според самиот проект. Кровот е поделен на два дела. Еден дел е на киносалата, другиот дел е влездот на административната зграда. Фасадна обработка е предвидена да се изработи во 3 цели и тоа. Прва, декоративна тула, која ќе го одбележи делот на киносалата. Второ, нагласен влез со голема стаклена површина. И трето, останатиот дел е предвидено да се изработи со термофасада и тоа на предвидениот дел да е декоративна. Киносалата во Виница е лоцирана во централното градско подрачје и со децении не е во функција поради дотраеноста. Во објектот нема соодветна електрична, водоводна и канализацијска инсталација. Изведувачот на градежните работи, техника Доел од Радовиш, има рок од 6 месеци да ја комплетира реконструкцијата, пошто ќе се постави потребната техничка опрема. Потоа, целиот објект ќе му биде преостапен на Домот на културата Тоша Арсов од Виница. Кафе, баровите и рестораните ќе почнат да примаат гости од понеделник, а за сега услугата се одвива шалтерски. По направената обиколка во трговскиот центар во Кочани, камерата на Канал 8 регистрираше отворени неколку кафе барови, не сите, но со услуга на шалтер без примање гости. Граѓаните можеа да си нарачат кафе или друг пијалок, но без задржување во кафе баровите. Угостителите истакнаа дека веќе се подготвени за старт и почнуваат од понеделник, но секако со целосно почитување на препораките на владата за заштита од COVID-19, за одредена дистанца помеѓу масите, како и носење заштитна опрема на вработените и гостите, изложително дезинфецирање. Протоколот предвидува ограничено скратено работно време од 10 до 18 часот, а недела ќе бидат затворени. Со работа можеа да почнат и спортските и други обложувалници со шалтер, но во Кочани забележавме дека се уште не беа отворени спортските обложувалници, но и оттаму истакнаа дека интензивно се чистат објектите и подготвуваат за старт со работа.
Угостителите на големо ги подготвуваат и терасите на локалите за отворање и пречекување на првите гости по стартот на корона кризата. Протоколите за работа нема да бидат исти во сите угостителски објекти. Едни правила ќе има за кафе-баровите, а посебни мерки за локали во кои се служи храна, како кафеаните и рестораните. Се подготвуваат и строги протоколи за работа на хотелите и останатите сместувачки капацитети. Инаку, согласно одлуките на владата, со работа започнува Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас, центрите за едукација, обуки, семинари на возрастни, организација на седници на органи на управување, автошколи и автоиспитни центри, затворени трговски центри и молови, без угостителските објекти во нив. Во оваа одлука влегуваат и спортските тренинзи на отворено за индивидуални спортови и тенис. Министерството за здравство информира дека започна таргетираниот скрининг на одредени критични категории на пациенти за COVID-19. Почнуваат со вработените во градинките, со цел паралелно на овој процес со кој се прави изготвување на протоколот за работа на градинките, тие да се стават во функција. Таргетираниот скрининг за вработените во градинките се спроведува по посебен протокол и со земање брисеви во пунктовите со веќе дефинирано работно време од 8 до 14 часот. Во Кочанската детска градинка Павлина Велјанова вработени се вкупно 98 лица во 4 објекти и на сите постепено во текот на целата недела треба да им се земаат брисеви и да бидат тестирани, рече за Канал 8 директорката на детската установа Едита Миткова и додаде дека досега ги извршиле сите подготовки и насоки што ги добиле од Министерството за труд и социјална политика, направена анкета со сите родители и очекуваат без проблем да се одвива скрининг на вработените за COVID-19. Закажувањето на земање на бриз за вработени во градинки се врши преку договор помеѓу надлежниот Центар за јавно здравје. Распоредот за земање на брисеви по денови е согласно табеларен распоред. Центарот за јавно здравје и Институтот за јавно здравје направија план за скрининг на лица за кои се смета дека се во критична категорија. Во овој скрининг ќе бидат тестирани здравствени работници, вработени во градинки, вработени во домови за згрижување на стари лица, пациенти со хронични болести кои беа одложувани, пациенти на биолошка терапија. Со оваа стратегија ќе се овозможи поквалитетна проценка за можноста за олабавување на рестриктивните мерки, но и значително зголемување на бројот на тестови. Од идната недела општина Кочани ќе почне со реализација на годишната програма за дезинсекција и третман против комарците. За оваа намена од сопствениот буџет издвои 2 милиони денари, што е зголемување за околу 20% во споредба со минатата година. Првото прскање ќе се реализира в четврток и петок и ќе биде од земја. При тоа ќе бидат опфатени 300 хектари од градското подрачје на Кочани и од селата Тракање, Мојанци, Горни и Долни Подлог, Грдовци, Прибачево и Оризари. За третманот против комарците и годинава ќе се користи препаратот Аквакотрин со активна супстанца Делтаметрин. Станува збор за широкоспектарен инсектицид за прскање против инсектите, а што е одобрен од Бирото за лекови. Прскањето ќе го врши екипа од Центарот за јавно здравје од Кочани. Од општинската администрација упатија апел до граѓаните кои одгледуваат пчели да ги преземат потребните заштитни мерки за време и по третирањето на подрачјето. Во случај на ветар, дожд или други непогодни временски услови, дезинсекцијата ќе се одложи за следниот поволен ден. Управата за јавни приходи ги подготви и до граѓаните ги достави годишните даночни пријави за 2019 година. Ги повикуваат регистрираните корисници на системот е-персонален данок да извршат увид во годишната даночна пријава за 2019 година преку своите кориснички профили. Граѓаните може да ја потврдат или коригираат годишната даночна пријава за 2019 година најдоцна до истекот на крајниот рок 31 мај 2020 година. По истекот на законскиот рок на 1 јуни 2020 годишните даночни пријави ќе добијат статус на конечни даночни пријави, согласно последниот статус на годишната даночна пријава, потврдена или коригирана, а службено ќе бидат потврдени и оние годишни даночни пријави кои од страна на физичко лице не се ниту потврдени, ниту коригирани.
Годишната даночна пријава за 2019 година, која граѓанинот ја коригирал, а добила статус на конечна даночна пријава, ќе биде одобрена од службено лице на Управата за јавни приходи. Доколку службеното лице не ја одобри пријавата, ќе следи донесување на решение за утврдување на данокот на доход за 2019 година.